Пред последен пат ве поздравуваме во видејата на Слушај книга читам за вас, посветени на книгата од 400 страни на своја кожа продолжи со насмевка. До тука, докаде што сме, се надеваме дека ви се допаднавме и дека ќе издржите да видите каков е крајот, ако воопшто е крај на книгата. Не откриваме. Постојано втора најавуваш. Ајде да завршиме прва, па ќе видиме. Повели. Ајде, јас прв? Да. Никогаш не жали за нешто што ти предизвикувало насмевка. Марк Твен. Фаза 20, лични приказни, време за релаксација. Сцена 84. За да можеме да бидеме продуктивни во она што го работиме, потребно е да најдеме време и вистински начин за релаксирање. Додека бев помал, летните денови ми беа посветени целосно на релаксација. Во тие 2-3 месеци воопшто не посегнував по интелектуална работа, бидејќи таа ја практикував во останатите речиси 10 месеци во годината. Летото ми беше посветено на разговори со роднините. Уживав додека си играв со внуците и помагав во нивното воспитување. Тие се многу на број, а играта со секој од нив од секогаш ми била посебно задоволство и уживање. Наместо учење од книга, учев од практиката. Учев преку практикување физички работи. Едноставно, летниот распуст ми беше наполно различен од она секојдневие во Скопје. Тоа убаво го раскажувам и во епизодата 20 Одмор. Во тие денови со роднините на село, еден важен момент ги окупира моиве мисли. За тоа време поминато таму ќе сватев дека има посиромашен и потежок живот од она што ние го живеевме во Скопје. И тогаш ќе бев многу благодарен. Таа благодарност потоа ми носеше нова енергија за поголеми достигнувања, без фрустрации. И да, убаво е да се споредуваме со подобри луѓе и ние за да напредуваме. Но во таа еднонасочна трка, никогаш е добро и да погледнеме зад себе. Од каде сме тргнале за да стигнеме овде? Оние со кои се споредуваме дали имале подобра или полоша стартна позиција? Затоа е корисно да ја видиме и таа страна, за да бидеме свесни за сето она што го имаме, а некои луѓе само си го замислуваат. А токму овие луѓе кои живеат во поскромни животни околности, неретко одбираат да бидат среќни. Си велев, штом тие може тоа да го изберат, можем и јас да бидам среќен и така да продолжам со насмевка. Сцена 85. Не знам да пливам. Не гледам филмови или подобро кажано многу ретко тоа го правам. Не знам и многу други работи. Нема совршени луѓе. Одговарав кога некој, сакајќи да ме пофали, обично вели: има ли нешто што ти не го знаеш? А чудно за многумина или не, пливање и филмови се двете теми од кои имам скромни познавања и искуства. Пливањето е главна тема за време на летните одмори. Обично многумина тоа време го користат за пливање и одвај чекаат да дојде летниот одмор. Чекај, се шегуваш ти, нели? Како тоа не знаеш да пливаш? Не ми се верува, се најчестите коментари од моите соговорници. Причините се едноставни. Најнапред, моите родители, поблиски роднини, не се луѓе кои летното време го користеле за уживање на плажа и пливање на море. За време на детството, секако дека тоа имаше влијание на мене. Играат тука улога и финансиите, но сепак и начинот на живот што избрале да го живеат. Со тие ставови, во тие услови, не можеле и не знаеле да ми пренесат инспирација која би ми родила желба за пливање. Напротив, во моето обкружување често знаеа да ја користат фразата "од оган и од вода да бегаш што подалеку". Како некој што израснал во оваа фраза, можам да кажам дека дури и неизмерно да сум сакал пливање додека сум бил помал, скептицизмот длабоко всаден во мене од секогаш постоел. Барем на подсвесно ниво ми вградиле кочница мала фобија. Кога подпораснав, сакав да научам и да се испробам, но пари за таков одмор никогаш не ми одвојувале, ниту пак помислувале. Родителите тоа го сметаа за луксус, а не за мое право. Дури и не е само потреба, туку е мое право. Право да се одморам од работите во кои сум продуктивен во текот на годината. Единствен начин да го испробам тоа ми беа семинарите и други дополнителни активности. Тие долго време, покрај нивната суштина,
кај моите дома представуваа единствен билет за мене кој би овозможил и шетање. Некако наивно, врсниците кои беа околу мене во периодот на средното училиште, а потоа и на факултет, не веруваа дека не знам да пливам. Поради тие постапки на шега, во првите 2-3 обиди да ме учат да пливам, за малку ќе ме удавеа. Во тие моменти имав навистина јасна желба дека сакам да научам, но очигледно тоа го правев со погрешни луѓе и на непрофесионален, па дури и несериозен начин. Тоа ми ја врати и поттикна фобијата. И подоцна во животот, кога бев на апсолвентската екскурзија, додека бев на одмор со девојка со која во соодветното лето сум бил во врска, па и на други шетања, сакав да научам и се обидував помалку. Сепак, не ми представуваше целосно уживање како и на другите врсници кои одамна знаеа да пливаат. Во последните години имам мал напредок. Поради тоа, баш со Саша минатата есен, одлучивме да посетуваме часови за почетници, возрастни, во базенот Карпаш во Скопје. Не беше интересно, а јас нема воопшто страв, бидејќи знаев дека ми учи професионалец инструктор. Сепак, мојата работа, особено во тој период, беше таква што не бев цело време во Скопје, туку често патував, па бев присутен само на неколку почетни часови. Саша продолжи 3 месеци и навистина научи да плива. Јас немав континуитет, а во себе си реков: добре, сега барам знам дека кога и да сакам ќе научам со помош на професионалци. Не можам да фатам континуитет овој период. Па наместо ова малку слободно време кое го имам да го користам на активности кои допрва би ги учел, поубаво ми се релаксира целиот организам со активности кои веќе ги знам и во кои уживам. Тоа е затоа што во текот на еден ден имам многу активности, а да работев само една работа, со задоволство ќе го искористев слободното време да научам да пливам. А за филмовите, тоа исто така е интересна тема. Саша, мојот најдобар другар од детството, ги гледа и ги следи сите филмови. Или речи си сите. А јас често велам: не стигнувам да гледам филмови, бидејќи животот ми е филм. Наместо да гледам, јас го живеам животот филмски. Може ова да личи на шега, ама во суштина е така. Додека живее во Долно Лисиче и условите беа различни, некако поповолни за гледање телевизија, за другарување по дома, со правење седенки. Ама мојот ден надвор од дома најчесто завршуваше многу доцна, речи се на полноќ. Па по толку активен ден немав концентрација да гледам филмови, а намалив и со гледањето фудбалски надпревари. Она малку слободно време што го имав, и тогаш го користавме за организирање седенки по дома со Саше, Биле, Кики и Љупка, гледавме надпревари во фудбал, ракомет, кошарка и тоа особено кога игра македонскиот национален тим. За време на седенките правевме и многу суштински разговори на разни општествени теми, коментиравме и гледавме нови видеа, нови песни. Кога пак во слободното време бев дома, тоа значеше читање книги или уживање во музика. Уживањето во музиката најчесто се проследуваше со средување на книгите и воопшто на целата соба. Слободното време за релаксирање ми поминуваше и во долги разговори, во тоа време на Skype. Разговорите беа најчесто со А на А, која во тие години се надградуваше почесто во странство. Разговарав со многобројните пријатели кои живеат надвор од Македонија и тоа најчесто не наши иселеници, туку странци. Имаше периоди кога многу од разговорите ги водевме и со другарка ми Мони. Сите овие беа прекрасни разговори од кои едноставно губиш чувство за поминатото време. Но кога почнав да живеам во центар, сватив колку животот е различен. Еден град, само 10 километри оддалеченост, а целосна различност. Од тогаш, на своја кожа, почувствував што е тоа спонтаност. Збор што не можев да го практикувам додека живеа во Долно Лисиче. Причините беа едноставни. Не можеш спонтано во 10 минути да се сретнеш со некој, затоа што потребно е да помине минимум 1 час од моментот на разговор до моментот на средбата. Со живењето во центар, состојбата е наполно различна. Сега времето може поспонтано и посуштински да се искористи за присуство на латино забави, за гледање некоја убава представа в театар
или пак да се биде дел од кој да било култура настан во градов. За среќа, ги има се повеќе и поразлични. И не е тоа ново измислено време. Пак се тоа истите 24 часа. Тоа се истите оние часови што ги користав за возење со автобус, а со оглед на условите во автобусите низ повеќето години, додека не можев ефективно да го користам времето и за нешто друго. Барем светлото да работеше постојано и квалитетно, да можев уште повеќе книги да читам. Поради тоа многу пати спиев додека се возев околу 40 минути во една насока. Дури откако купив паметен телефон, можев нешто да сработам, да прочитам, да слушам за времето додека се возам во автобус. Во времето пред да имаме паметни телефони, единствено добра работа за возењето со автобус беа моментите кога ќе се погодевме заедно со некој од пријателите. Тогаш автобусот го користавме како да сме на кафе во кој да било кафула во градот. Се смеевме, разговаравме или пак раскажувавме шеги и вицови, споделувавме најразлични искуства. Како што велат, во секое лошо има по нешто добро. Сцена 86. Со патнику, да ти кажам искрено, голема предност во животот ми е тоа што научив да не ги гледам работите само еднонасочно. Па така многу од активностите што ми представувале голема релаксација, воедно ми развиле вештини што ја збогатуваат мојата професионална биографија. Например, играњето фудбал го разви во мене тимскиот дух. Играњето шах ги разви тактичноста и стратешкото размислување. Јавните настапи се повеќе и повеќе ја зголемуваат самодовербата, но и препознатливоста. Патувањата го прошируваат видикот и се непресушна инспирација за нови идеи, за развивање креативност. Фолклорните ора ги зголемуваат координираноста и усогласеноста. Танцувањето латино го зајакнува чувството на партнерство, ги зголемуваат довербата, кондицијата, флексибилноста. Организирањето настани ги зголемува организаторските способности, но пред се ја подобрува социјализацијата и ја развива комуникацијата во средината, која станува се повеќе информатичка или IT средина. Не се само овие, и многу други начини на релаксација развиваат по некоја дополнителна вештина, која е добредојдена и за нашата професионална биографија. Да го имаме тоа на ум. Сцена 87. Патувањата ми се едно посебно, неопходно ниво на релаксација. Релаксација која пружа мотивација, која е основа за инспирација, за раѓање на иновативни креативности, насока за нови искуства. Таа моја голема желба за патување, која ми беше скратена додека бев дете, ја возобновив практикувајќи ја особено во последниве години. Навистина, и во годините претходно, патувањето било нераскинлив дел од оние семинарски активности во кои завршував најмалку 3 во едно работи. Сето тоа само ги зацврсти темелите на овој мој нов начин на живот, наполно различен од оној во детството, во кој сега се професионалната кариера вклучува различни патувања. И да бидеме свесни дека тоа ќе биде и нашата иднина. Не само мојот, туку и многу други видови работни ангажмани ќе вклучуваат патување и поврзување со другите точки од земјата. Глобализацијата е нашата реалност во која е добредојдено да ги ползуваме разните предности. Главниот пресврт во мојот живот, периодот кога почнав да патувам, беше 2009 година. Тогаш бев на возраст од 21 година. До таа година никогаш немав патувано на класичен одмор, ги имав посетено само некои од поголемите градови во Македонија и малите градчиња во југоисточна Србија. И толку. Тоа беше единствениот дел од светот што го имаа допрено непосредно за ниците од моите очи. Од оваа перспектива би рекол, дотогаш сум бил како жаба в бунар која имала представа за небото колку што е големината на обрачот на самиот бунар. Не можев да ја знам сите убавина на сјајните звезди распослани на бескрајната небесна шир. Му благодарам многу на тој пресврт во мојот живот. Му благодарам многу и на брат ми. Тој несвесно, со својата смрт, успеа барем малку да ги отвори чакрите на татко ми, да ја разлабави неговата строгост, да му покаже дека патувањето може наместо луксус
да представува лек во буквална смисла на зборот. Лек за душата на неговиот втор син. А јас, со целосно отворено срце, подготвено да ги почувствува брановите од емоции од различна точка на земјината топка, му се радував на секое ново патување одново и одново, како мало дете на нова играчка. И не знам дали е до мојот авантуристички дух, дали е до мојот отворен став кон новите животни предизвици, ама буквално, секое патување не беше само едно обично патување. Напротив, секое ново патување носеше нова жар, за мене нова животна лекција, неверојатни лични приказни кои со задоволство во најситни детали би ги раскажувал. Несебично ќе ги споделувам, за да прогледаат многумина како со моите очи, како што јас тоа го правев учејќи од вистинските приказни кои ми ги раскажуваат додека бев само едно мало дете од скромно семејство. Тој животен пресврт кон нови патувања во 2009 година започна со правнијадата во април, која се одржа на Копаоник, Србија. Тоа патување само ми потврди колку пријатно се чувствувам во средина исполнета со врсници од различни држави. Ме потсети колку го сакам неуморниот дружелюбив балкански дух. Во мај следуваше апсолвентската екскурзија. Многу нешто доживеав за прв пат. Прекрасно искуство кое ми овозможи конечно одблизу да ги запознаам убавините на многу европски дестинации. За прв пат се возев со метро во Париз, почувствував морски бранови во Лорет де Мар во Шпанија и за прв пат се возев со брод во Венеција. Има многу суштински приказни со незаборавни лекции од тие 18 дена. Ветувам дека ќе ги разработам подетално во првата можна пригода. Од сите лекции, мене особено ми остави впечаток тоа што сватив дека штом сам можам да се снајдам во Париз сред ноќ, тогаш ќе можам да се снајдам патувајќи на секаде, секогаш, со кое и да е превозно средство. Од тие 18 дена во еден автобус со 50 наврсници, научив и дека не би можел баш со секаков тип карактери да делам целодневен простор и да се разберам во секоја смисла. Наред беше патувањето во Алпах, незаборавниот август таа иста 2009 година. Величествено, во секоја смисла. Колку само лекции научив од ова патување составено од разни помали патувања кои се само едно мало делче од огромната сложувалка. За сите нив ќе има посебна посвета од најмали до најсилни научени животни поуки. Многу се во квантитет, но пред се во квалитет. Една од нив е важна за споделување уште од сега. Ова патување ми овозможи не само да се ракувам или да се смешкам со светските лидери, туку да разменувам идеи, да им поставувам директни прашања, да ги критикувам в лице, а тие да ме величат и да ми даваат награда, да застанам рамо до рамо до премиери, до носители на високи функции во институциите на Европската Унија, но и на САД, до светски познати професори, бизнисмени, уметници, научници. Тоа ми беше првата можност во која спонтано учев да комуницирам со нив. Јас, кој никогаш не сум бил во таква средина. Тоа беше оној истиот Мирослав Драганов кој растеше заедно со овците и кучињата в село, кој рачно косеше и жнееше, кој немаше услови да научи како функционира овој свет, различниот од тој таму. Овој свет собран на едно место во селото на мислители во Албах, во срцето на Австрија и Европа. Па ако можев јас, еден таков Мирослав Драганов, успешно да се снајдам и во овој наполно различен свет за мене, колку ли само би можел да се снајде успешно некој кој имал подобра стартна животна позиција. Овие неколку патувања таа година беа само почеток. Наскоро низ годините што следуваа се менуваа и додаваа различни дестинации. Европа на дланка од Единбург и Даблин па до Истанбул, а минатата 2018 година наред дојде и Африка, почнувајќи од Хамамет во Тунис. Сите патувања беа повеќе од живописни и неверојатно авантуристички.
Што би рекла колешката Јелена, Миро, кога ќе ни раскажува за тоа какви се сцени му се случуваат, имаме чувство дека е тоа некоја друга димензија. Ни треба време некои работи да ни легнат, да ги преджвакаме во нашите умови. Се прашуваме дали е ова возможно. А интересно е тоа што голем број од патувањата во Европа ми биле со различни превозни средства покрај со авион. Од оние кои знаеа за моите патувања, ретко кој ми веруваше дека за прв пат сум се возел со авион дури во 2016 година. Но тоа не беше никаква пречка и претходните 7 години да бидат исполнети со шаренолики приказни, со незаборавни моменти. Авантуристичкиот дух не застанува. Сето ова ми беше голем поттик летово да отидам наполно сам, исклучиво со моја лична организација, на одмор во Мароко, во Африка. Специфично, нели? И не се работи само за дестинациите како такви, сами за себе. Туку учењето нови култури, нов начин на живот, учење разни нови начини кои би ни го олесниле сопствениот живот овде во Македонија. Погледите се менуваат и се шират низ многуте проживеани искуства, а посебно прекрасно е чувството да имате пријатели од сите страни на светот. Токму летово, со помош на моите другари, кога го правев англиското видео како најава за Продолжи со насмевка, немаше посреќен човек од мене кога моите пријатели го споделија на интернет во 207 различни држави, не, 27 ту. Многу амбициозно отидов. Ајде, што чекате? Наскоро. Добро, а воопшто има 207 држави. Тука нека се околу 200. Добро. Значи, во 27 различни држави од целиот свет, буквално на секој континент. А јас сум човек кој никогаш нема живеено во странство. Никогаш не сум ни бил на настан, размена или што и да било кое трае подолго од 3 седмици. Дефинитивно, патувањата ни го разубавуваат духот. Во денешново брзо време, тие се потреба, но и право на секој од нас. Ни даваат можност за дополнително уживање на мозокот. Ни ја поттикнуваат среќата. За мене, патувањата се инвестиција во моето ментално здравје. Затоа им ги препорачувам на сите. Сцена 88. Ако има нешто што би го издвоил на посебен пиедестал во мојот живот како омилен вид релаксација, тоа се дефинитивно латино музиката и латино танците. На некои луѓе и случаи сум им неизмерно благодарен што латиното стана неразделен дел од мојот секојдневен живот. Се започна од препораката и поттикот на Ирена, што започна уште од 2012 година. За време на полуиндивидуалните часови по англиски јазик, кои ги посетувавме заедно, таа секојдневно ја пренесуваше нејзината позитивна енергија што ја вдахнува танцувањето. Решив да и се приклучам веднаш откако го положив правосудниот испит. Најнапред бев гости на снимањето на една епизода од Танц од звездите и веднаш донесов одлука дека сакам да посетувам часови што поскоро. Почетните часови ми беа во студиото за танц Прима Данца во февруари 2014. Таму присуствував на часови околу 2 месеца и ги научив почетните основни чекори во повеќето танци. Пред се од стандардните, но и по некој чекор од латино танците. За жал, поради тоа што навечер ретко се обраќаше автобусот за Долно Лисиче, често се случуваше така испотен да го чекам долго на автобуската станица, дури по час и пол. Беа тоа месеците февруари, март и април, кога надвор е прилично ладно. Сето тоа придонесе да се разболам брзо и да не можам да бидам редовен на часовите. Во понатамошните месеци, иако не одев на часовите, сепак бев прилично редовен на забавите што во петок вечер се организираа во просториите на Прима Данца. Ми се погоди таков период, таа зима започна врска со девојка која токму есента се запишала за прв пат на латино часови во истото студио за танц. А како што веќе знаеш со патнику, мене главна дополнителна активност во тие месеци ми беа часовите по турски јазик, па паузирав од часовите за танц. Се сеќавам на една интересна сцена од тој период, кога девојката велеше дека сака да игра повеќе со други партнери отколку со мене, затоа што според неа не сум изгледал природно во улога на танчер. Танцот не бил за мене. По тој разговор, малку испровоциран,
Седнав дома, најдов видеа на YouTube за почетници и во една вечер самиот научив 36 почетни чекори во салса. Нормално, некој од нив брзо потоа ги заборавив, но откако ги научив, веќе следната вечер и покажав се што знам. Од тогаш и јас самиот добив повеќе самодоверба во танцот. Ми исчезна тремата која имав во почетокот, а имав подобра основа за практикување нови чекори. Со секој одминат ден, мојата конзервативност, пренесена уште од детството, во одредени аспекти полека се преточуваше во разбирање. Се повеќе сваќав дека кога нешто човек го практикува лично на своја кожа, тогаш може и подлабоко да го разбере. Така, по пауза од присуството на часови околу година и половина, веќе следната есен заедно со девојката бевме дел од часовите во понапредно ниво. Но наскоро потоа раскинавме и некако спонтано ми дојде некој период да се оддалечам од студиото во кое сум поминувал најмногу време на латино забавите. Таа пролет во 2016 година Ирена заедно со нејзиниот партнер Иван почнаа да држат латино часови во Академија Рекреатива. Во еден период Иван отиде во странство на недела-две и Ирена ме замоли да ја помогнам додека ги одржува часовите за почетниците. Со драго срце прифатив и веднаш се вклопив во таа екипа. Би рекол, незаменлива екипа составена од луѓе со кои до ден денес се дружиме и помагаме во секој животен аспект. Тони, Ива, Горан, Доне, Тамара, Бубе, Злате, Зорица, Сања, Тале, Елена, Крис. Иако некои од нив почнаа да посетуваат часови во различно време, сепак брзо напредуваа сите во таа екипа. Па ми беше многу кеф и јас да им се приклучам да уживаме заедно во танцот. Така и направив и во тие неколку часови за прв пат од инструкторите ги учев танците бачата, салса и кизомба, иако дел од нив веќе ги практикував на латино забавите низ годините. Во тој период бев пресреќен, иако уште истата есен, 2016 година, поради приватни причини направив пауза од танцот, и тоа од латино часовите и од забавите. Пролета 2017 година на Иван веќе му доаѓаше до израз неговата желба да отвори нов свој латино клуб. Се разбира, идејата и планот му беа тој клуб да го водат заедно со Ирена, со која се партнери речиси цела декада. Сепак од една страна имаше желба, а од друга се чувствуваше скептицизмот во него. Во тие моменти на дилема бев една од оние личности кои најмногу ги поттикнаа да отворат свој клуб. Едноставно сакам да мотивирам во секоја област, особено кога го гледам потенцијалот во луѓето во кои тие самите не веруваат доволно. Така во мај 2017 и официјално се отвори клубот за латино танци, забава и едукација Дезире. На интересен начин дојдовме до името. Тоа е името на една од најпознатите и најдобри танчерки на светско ниво, Дезире. За многумина од латино светот многу добро познат е шпанскиот пар Даниел и Дезире. Токму тие ни беа главната инспирација за името. Откако почна да функционира клубот, уште во првите неколку месеци, Иван главно го насочи кон подучување за почетниците, часови за почетни 2-3 нивоа. Навистина, за оваа 1,5 година Дезире стана супер место за почетниците кои сакаат да ги учат првите латино чекори и полека да напредуваат. Иван целото свое време е посветен само на латино часовите и го пренесува со задоволство сето негово знаење. Неизмерна поддршка од Ирена е меѓусебна додатна вредност во секој момент. А во меѓувреме, нашата незаборавна екипа, особено оние што имаа поголеми амбиции со латиното, по неколку месеци почнаа да посетува латино часови за уште понапредни нивоа. Затоа го избравме студиото за танц Каденс. Кате со својата енергија и со нејзиното долгогодишно надпреварувачко искуство е одличен пример за напредување во латино танците. Во тоа време почнаа да доаѓаат почесто и парни од Унгарија и Тина од Србија. Па имавме навистина напредни и незаборавни латино семинари и дружби во Скопје, Охрид, Ниш, а доправа ќе има и уште повеќе. Годинава што следи е плодна основа за незаборавни латино мигови. Но да не заборавиме, не се само овие клубови единствени за латино часови во Скопје. Тие ми се омилени бидејќи сум имал непосредно искуство со нив, но не се ништо полоши ниту клубовите со Нриса, Eat the Beat, Dance, Dancers United, iDance. Сите тие си имаат своји специфики, а секој од латино заедницата, но и пошироко, ужива да биде дел од забавите организирани од кои да било од овие клубови. Секој од нас има своји причини и мотивација да биде дел од латино светот, а јас имам повеќе такви.
Тоа е место каде што во исто време може да дојде до израз мојот мултитаскинг, овој пат во однос на уживањето. По еден работен ден поминат со многу комуникација на мобилниот телефон, тие неколку часа се совршени да го оставам мобилниот в джеб и да заборавам дека постои. Ако целиот ден ми се заснувал на интелектуална работа, ова се моментите за физичка активност, слична како која и да е друга спортска активност. Но не е тоа само обична физичка активност, туку воедно излегување со друштвото на релаксација, на дружење, на понекоја пијачка со убави разговори и многу позитивна енергија. За целото тоа време слушате прекрасна музика која во поттикнува да се чувствувате како на плажа. Ако е зима, за момент заборавате на студеното време надвор, заборавате на загадувањето, на стресниот живот, на гнилото општество во многу аспекти, на нервозите кои доаѓаат од разни страни. На се она што во денот ви создало чувство на нелагодност. Едноставно уживате во секоја ваша пора и тоа паралелно. Го одморате умот, го уморувате телото, за да биде подготвено за убав сон. А на мозокот му влевате обновлива енергија за поефективно функционирање. И си го подобрувате животот со тоа што почесто се гушкате. Латинотанците тоа го возможуваат почесто од која и да е друга активност. Гушкањето и научно е докажано дека го подобрува нашето расположение, така што и тоа е дел од причините за уживање во латино атмосферата. Танцот ја зајакнува и самодовербата, а неизбежно ја унапредува и невербалната комуникација. Говорот на телото на партнерите е посебна специфика која ја доловува уметничката убавина на танцувањето. Поради се тоа, јас со латиното имам минимум 4 во едно, а и секој друг може да го направи тоа, се разбира, ако најнапред си дозволи да го засака. Сцена 89. Ево оваа сцена нема да ја опишувам, туку ќе се одморам. Отидов малку да се релаксирам на латино забава. Ај пошто беше многу долга, ќе продолжам. Релаксирање ни стихови. Да одморам. И додека душа ви отворам, решив книгава да ја привршам, па малку да одморам, да пронајдам чист воздух да подишам. Можевме ли поинаку? Во периодите кога имав голем интелектуален ангажман, а мала физичка активност, тоа влијаеше негативно на моето здравје, но и на продуктивноста. Неопходно е да имаме поголема физичка активност. Грешиме кога мислиме дека финансиите се нашето најголемо ограничување за релаксација. Погрешните приоритети се нашето ограничување. Во минатото многу работи не сум ги разбирал и помалку или повеќе сум ги осудувал. Ако не го отворев умот за да научам повеќе за нив, ако некој од нив не почнав и самиот да ги практикувам, ќе останев на тоа ниво од минатото. Неможноста најчесто е само во нашите глави. Оно што за нас е неразбирливо, за другите е. И обратно. Меѓуседното разбирање ќе се зголеми кога ќе го отвориме умот за учење на неразбирливото. Танцувањето латино не значи дека не ги сакаме или сме ги заборавиле македонските ора. Може да ги практикуваме и представуваме пред светот двете. Мене ме прави подеднако горд кога го промовирам латино танцот, но и кога ги промовирам македонските фолклорни ора и песни, додека сум водител на концертите на културно-уметничкото друштво Гоце Марковски. Да бидеме подобри. Патувањата не се трошок, туку огромна инвестиција во нашето здравје, знаење, искуство, во севкупната наша иднина. Научно е докажано дека сме попродуктивни и посреќни кога сме физички поактивни. Како и кога ќе одлучиме да бидеме физички активни, е наш избор. Не, ова лошо го прочитам. Како и кога ќе одлучиме да бидеме физички активни, е наш избор. Само да го направиме. Многу подобро за нас е ако практикуваме физичка активност која ќе ни овозможи спој на повеќе можности за релаксација, а со тоа и заштеда на време. Ако нешто не функционира доволно, да ги промениме приоритетите. Ограниченоста е во нашиот ум. Може да ја надминеме само со желба за учење, за спознавање, за напредок, за напуштање на личниот оклоп. Ако ме прашате што е тоа 5 во 1, одговорот е латино танци. Одморете од читање или се одморате со читање. Ајде да се запрашам. Кои 3 работи најмногу ме релаксираат?
Колку часа во текот на една седмица користам за физичка активност? Која нова физичка активност би ја започнал веднаш од денес? Кои ми се трите дестинации на кои би сакал да отпатувам што поскоро? Кои се трите работи што во текот на созревањето се повеќе ги разбирам? Со твојата насмевка смени го светот. Не дозволувај светот да ја смени твојата насмевка. Непознат. Фаза 21. Лични приказни. Незгодните карактери нема да се сменат. Сцена 90. Во овој животот кој еве поминав 1/3, научив дека што и да направам јас во животот, некои луѓе нема да се променат. Им благодарам за оваа важна животна лекција. Како што веќе ти раскажував со патнику, додека живее во Долно Лисиче, во работните денови по цел ден не бев дома. Кога ќе излезав од дома околу 7 часот и 30 минути наутро, најчесто моите, а особено мајка ми, се уште спија или барем лежеа на креветот во спалната. Кога ќе се врате вечерта нешто пред полнок, исто така во голем дел од случаите, тие спија. Најчести активности дома ми беа туширање, вечерање на нога, подпалување на шпоретот за да ми се стопли малку собата, завршување некоја работа на лаптопот и спиење од максимум 7-8 часа. И во такви случаи мајка ми му се жалеше на татко ми. Ете, човек не може да спие, по цела вечер да се тропало в кујна, да се пушта туша од бања. Тоа намерно го прави само за да разбуди некого. Тој мисли дека некој по цел ден лежи дома и ништо не работи, додека тој се расшетува наваму натаму. Секој коментар на овие зборови би бил излишен. За да не предизвикувам дополнителни караници, повторно јас бев тој што се адаптира, се обидував да ја сменам рутината. Јадев некаде в град, или пак ќе си земев нешто за да каснам кај мене в соба. А малку насила, наместо навечер, почнав да се бањам наутро, пред да одам на работа. Убаво беше расунувањето под туш наутро, ама за време на студените денови тоа беше причина плюс за побрзо разболување, бидејќи во собата наутро беше студено, а надвор исто така. Но и покрај тоа мое адаптирање, многу од коментарите не го сменија тонот, туку предизвикуваа нови фрустрации. Благодарен сум што и по неколку обиди за наоѓање решенија, ваквите карактери ми покажаа дека не е до мене. Обично во вакви ситуации многумина си го поставуваме токму тоа прашање. Дали е нешто до мене штом се јавува ваков проблем? И ако е до мене, што е тоа? Факт е дека некогаш е до нас, а некогаш не е. Но, некогаш е потребно да се ставиме во кожата на другиот за да го разбереме. Нормално, тоа е под услов ние да имаме желба да го разбереме, а воедно тој да има желба да биде разбран. Сцена 91. Кога почнав да учам за правосудниот испит, уште првите 2-3 дена се скарав со мајка ми. Тешко е кога некој не е научен да функционира во куќата, кога и друг е дома по цели денови. Подоцна таа почна да работи. За прв пат во нејзиниот живот почна да работи во една пекарница во близина. Работеше само трета смена, па денските обврски ги завршувавме татко ми и јас и снаа распределено. Татко ми наутро ги хранеше домашните животни, јас бев задолжен за нив во текот на денот, така си правев пауза од учењето и ги користев тие активности за раздвижување. А снаа ми беше пред се задолжена за сите обврски околу земниците. Тоа беа месеците септември, октомври, ноември таа 2013 година. Мајка ми остана на работа само 3 месеци. Имав надеж дека од тоа искуство ќе може да разбере како име на другите кои постојано одиме на работа на разни работни места надвор од дома. Мислев дека ќе може да свати со какви предизвици се соочуваме. Но, очигледно немањето желба за сваќање беше главната пречка. Благодарен сум што оваа случка ме научи дека има луѓе кои покрај тоа што практикуваат нешто, нема да те разберат ако ти го правиш истото. А од друга страна има луѓе што и да не практикуваат нешто, имаат разбирање, бидејќи имаат желба за тоа. За искрени насмевки наместо со првите, да поминуваме повеќе време со вторите. Сцена 92. Се сеќавам на една меѓусебна кавга додека бев средно училиште. Баналноста поради која започна оваа кавга не заслужува место во книгава.
Толку беше мизерна причината, што не сакам да ја ставам на хартија, не сакам да се памети. Подобро со текот на времето да се заборави. Но од таа причина произлеза нова дискусија. Уште во тој период мерак ми беше да ги викнам другарите од средно да ми дојдат на гости, да се дружиме. Кај многумина од нив јас сум бил дома, без разлика дали заради заедничка изработка на проектни задачи, за да им помогнам во подготовка за тестовите по математика или пак за некој роден ден слава, гледање фудбалски натпревар. Ке се радував и јас доколку и тие ми бидат мои гости. И тогаш за време на таа дискусија и реков: утре, ако викнам некој од другарите да ми дојдат на гости, тие ќе седат час, 2 до 3. Зари за тоа време ти би ми давала некои домашни обврски да ги завршам и на секој 5 минути би ми наредувала оди од подрум да ми донесеш тоа и тоа, ајде однеси им го ова, шупа на кокошките, направи им јадење на домашните животни и слични секојдневни твои навики? Па нормално, работата не може да чека, мора да се заврши во моментот. Не можам јас да се занимавам и да му слугувам на некој што дошол тука да ден губи и да ми го арчи времето, ми одговори. Малку е ако кажам дека бев стаписан од овој одговор, но едно ми беше јасно. Пак ќе бидам јас тој кој ќе мора нешто да жртвува и да се адаптира. Што да правам, тие беа условите, а на 15 години и немав некои опции за да ги променам. Голем дел од тие услови се променија по смртта на брат ми. Да, знам, жално е, но вистинито. А во тие подоцна променети услови, кога можев послободно да си викнам гости дома, интересно е како човек може добро да глуми и да се умилкува, така што другите да стекнат наполно спротивен прв печаток од она што е реалност. Јасно е дека сите имаме разни кавги, предизвици по дома, на работа, на секаде. Луѓе сме, со чувства, со емоции, различни карактери, различни услови и причини за специфично однесување. Но секојдневното лицемерие е неподносливо на долг рок. Сепак е една силна лекција која може да не освести да сватиме во кое обкружување припаѓаме, а во кое не. Сцена 93. Низ бројните години, како растев, се обидов да пронајдам различни решенија. Причините за фрустрациите постојано ми се менуваа. Кога поминаа веќе неколку години од загинувањето на брат ми, а јас се наоѓав во слична животна фаза како и тој пред загинувањето, по дома почнаа да се повторуваат сите оние познати ситуации, само што во годините исполнети со болка и жалење биле ставени на мала пауза. Јас немам никаква обврска спрема него. Ти веќе немаш никаква обврска спрема мојата ќерка, па зошто тогаш јас да имам кон твојот син? Сосем случајно слушнав една вечер како мајка ми му се обраќа на татко ми, не знаејќи дека јас сум во ходникот. Таквите зборови ме погодија. Сум слушал некои слични и порано, а пораката била идентична. Правев се во животот само за да ги избегнувам. Доволно беа болките што ги преживеа во минатото, па сега уште да трпам некој секојдневно да си игра со незалечените рани. Иако и тогаш многу од работите си ги правев сам, сепак веднаш по тој нивен разговор почнав да функционирам целосно самостојно. Иако делевме иста куќа, живеевме на ист кат во куќата, сепак моите обврски оделно ги завршував. Самиот си бев одговорен за сите домашни обврски, чистење, перење, пеглање. За јадење најчесто си купував, а седнував на маса само кога снаа ми правеше јадење. Не готвев, не поради тоа што не сакав, туку поради тоа што ќе предизвикав безброј нови проблеми ако се врткам во кујната додека мајка ми е дома. А таа беше нон-стоп дома. По неколку години од тогаш, откако на друго ниво во животот ми се случија среќни моменти, тогаш дефинитивно сватив дека е невозможно да се најде какво и да било решение за понатамошен заеднички живот. Тогаш на површина излегоа сите оние прикриени материјални желби и аспирации за поделби на куќата, за продолжување на некое зависничко робство. Но сега мене раните ме болеа многу повеќе. Болеа бидејќи подсетуваа на сцените со брат ми. Ме враќаа во времето непосредно пред неговото загинување. Болеше и подсетувањето на тие сцени, болеше и недостигот на брат ми. Како со нож да боцка некој во раскрвавените рани. А мене ми беше важно здравието, особено менталното здравје.
Во еден момент, некако одеднаш, брзо и одлучно, решив да издигнам важноста на моето ментално здравје пред се останато. Една од највистинските одлуки која некогаш сум ја донел. Не ми беше важна ниту куќата за чија што изградба цел живот штедев и се воздржував од многу задоволства. Не ми е воопшто криво што ја градевме тула по тула со толку пот и мака, а сега не живеам во неа. Здравието е поважно од материјалното. Размислував за многу можни начини за да останам таму. Дали да почнам да градам некоја нова градба во дворот? Дали да правам нов лес? Се прашував самиот. Сватив дека ништо од тоа нема да ми го заштити здравието само поради една реченица што ми се вртеше во главата. Доволно е само на 5 минути таа да има некоја бурна реакција во дворот. Дури да живеам најсреќно во мојот дел од дворот, зошто да дозволам да ми биде уништено расположението? Тоа ако го дозволувам и во иднина, како што беше во минатото, нема да си го простам никогаш. И уште вечерта веднаш почнав да барам станови за да се иселам. Ќе живеам под кирија. Откако почнав да барам станови, веќе четвртиот ден ги пренесов сите мои работи од дома и се вселив во станот што го најдов. Од оваа перспектива, само можам да си потврдам дека го најдов најдоброто решение за мене. Не се важни животните да трошоци и обврски, зашто ако имам ментално здравје, ќе најдам начин буквално за се во животот. Прекрасно е чувството кога знам дека животната енергија сега можам да ја употребувам на покорисни начини и места. Беше тоа 26 декември 2016 година. Откако се вселив, излегов да прошетам по кејот на Вардар. За прв пат ми се роди желба да напишам книга. Иако немав никаква представа за тоа како се одвива целиот тој процес за да излезе делото на виделина. Сакам да напишам нешто автобиографско и мотивирачко. Сега конечно почнувам нова фаза во животот и драго ми е што таа фаза ја почнувам на нова локација. Му задзвонив на Антонио, му ја кажав идејата, а тој ме поддржа и накратко ми го опиша процесот. Супер, си реков, наскоро би можел да почнам. Во тој момент не бев ниту свесен дека само за неколку дена животот повторно ќе се поигра и ќе ми приреди ново животно изненадување. Тоа изненадување го спречи пишувањето на книгата во тој момент, но создаде силна основа за развивање на нова креативна идеја, преточена во Продолжи со насмевка и 3 книги, од кои првата еве со патников во твоите дланки. 2 години и подоцна, од таа моја прва замисла, радосен сум што ова моје прво дело наскоро ќе ја доживее својата светлина. Незгодните карактери ни стихови, без дилема. Зар песна ним да им посветам? Не, нема. Туку само вам да ви посочам, заблагодарете им се за лекцијата и бидете подалеку од нив, без дилема. Можевме ли поинаку? Испробав многу начини. Не добив различен резултат. Да пробав уште толку, верувам дека пак немаше да се промени ништо, бидејќи не постоеше желба. Доцна донесов одлука за осамостојување, за иселување. Ова решение не влијаеше позитивно само на мојот живот, туку барем малку им го подобри животот и на татко ми, на снаа ми и внук ми. Брат ми велеше, ако бидеш нон-стоп покрај нив и ги слушаш, ќе затапиш. Времето покажа дека бил во право. Добро е што малку подоцна, ама сепак ги послушав тие негови зборови. Да бидеме подобри. Ако имаме луѓе со незгоден карактер во наша близина, да им заблагодариме за лекцијата која ни ја дале со своето постоење и однесување и да не го трошиме веќе времето со нив. Нема ништо поважно од менталното здравје, нашето, но и на сите други нам драги личности. Ајде да се запрашам. Кога прв пат сум се сретнал со човек кој има незгоден карактер? Дали од оваа перспектива тој со текот на времето го сменил своето однесување? Кои се 3 најчести пристапи кои сум пробал да ги применам за да излезам накрај со личност која има незгоден карактер? Колку квалитетно време поминувам со таков карактер во текот на еден месец? На кои 2 цели ќе ја инвестирам енергијата, наместо да ја трошам на незгодните карактери? Јас сега ќе си ги одговорам прашања. Баш ме чепна со ова со незгодниве карактери. Се надевам и вас до следното читање. Поздрав!